Ние денес чествуваме два настана и два датума со планетарно значење. Едниот се случил на 9 мај 1945 година, а другиот на 9 мај 1950 година. Меѓу едниот и другиот постои челичен и цврст мост на поврзување, мост кој треба да ни биде поука како да се однесуваме кон иднината без премногу да му робуваме на минатото. Ние денес зборуваме за денот на победата над фашизмот и за денот на Европа. Во разликите и поврзаноста на овие два исклучително важни историски датуми, можеме да ја пронајдеме смислата на постоењето на денешна Европа како современо јавена еден дамнешен сон. Но да одиме по логичниот редослед на нештата. На денешен ден пред 78 години, со потпишувањето на безусловната капитулација на тогашна нацистичка Германија, официјално беше ставен крај на Втората светска војна, во која учествуваше 61 земја со над 2 милиарди жители, или 96% од тогашното светско население. Безусловната капитулација на Третиот рајх е подпишана во разорнатиот Берлин, само неколку минути по полнок на 9 мај 1945 година. Во името на врховната германска команда, капитулацијата ја подпиша филдмаршалот Вилхелм Кајтел, генералот Ханс Јирген Штумф и адмиралот Ханс Георг фон Фридебург, а од страна на сојузниците договорот го подпишал рускиот маршал Георги Жуков.